Изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието и понатаму остава голем број отворени прашања. Реакции и коментари на начинот на кој што беше избран пристигнуваат од експертската и професорската фела. Во гостувањето на телевизија 24, професорката по уставно право Гордана Силјановска вели дека не може да каже дека изборот на Талат Џафери е легален и легитимен. Би било најлесно да речам дека е легален и легитимен, но многу дилеми имам јас околу поставката на неговиот избор и мојата основна теза е дека подолгиот пат е и најдобриот пат, бидејќи може да отвори други проблеми. Не велам, од аспект на парламентарното мнозинство, не само што постои 61, веројатно постојат и 67, иако, како што гледам, тој не ја ужива довербата на една од партиите албански, односно на БЕСА, ако добро се сеќавам, тие не гласаа за него. Професорката смета, ако според деловникот Комисијата за избори и именување е овластен предлагач на претседателот на Собранието, тогаш истата не може да биде исклучена од процесот на избор на собраниски спикер, што не беше случај при изборот на Џафери. Коментирајќи ги и постапките на новоизбраниот претседател на Собранието, Силјановска вели дека поставувањето на знаме покрај македонското исто така значи поделен суверенитет. Во унитарни држави, например, химна, грб, знаме се едни. Значи, тоа е, јас персонифицира унитарноста. Затоа, кога велам јас треба да се воздржиме, пеењето на химната на Албанија во парламентот или поставувањето на знаме покрај македонското, исто така значи поделен суверенитет. Иницијатива за оценување на уставноста на изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието на Република Македонија веќе поднесе Сдруженијето на граѓаните за почитување на прописите од Битола, правна битка за оспорување на изборот на Џафери најавија и од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија.